Рекол, дури и се повлече од јавниот живот. Кажа дека веќе толку е и од политика и од се повлекува и дека правдата ќе ја бара, ќе се жара, што ќе прави таму не знам. Може па и ќе докаже дека е невин. Не знаеме. Например, на истата листа и Стефче Јакимовски. Стефче си продолжи. Стефче си градоначалник, никому ништо. Мерко си исто градоначалник, никому ништо. Но Артан Груби се повлече. Дали може би се крои план за да биде Груевски 2? Или поново Васко Ковачевски? Една работа само сакам да знаеш ти и јавноста и граѓаните на Македонија. Пак ќе кажам, американците велат почнете да ги апсите, имате докази, земете ги од нас доказите. И како ние што и најдовме, можете и вие да ги најдете. И во соработка со америчката служба тие може да докажат дека Артан Груби што ме ставе на листата, дека Стефче Јакимовски, дека Мерко и други луѓе што се како Кочо Андјушев, бизнесмени, и Камчев, и Сашо Мјалков, и други луѓе, значи можат тие да ги процесираат. И по правото вели вака, додека не се докаже дека некој е виновен, тогаш мора да замислиме наводно дека не е виновен. Но јас пак викам, треба да се испити, да се испита тотално за овие луѓе, бидејќи досега никој ништо не преземаше, кој што кажа Стефче Јакимовски си продолжува да си биде градоначалник, си излегува по сите телевизии, си кажува и така натаму по портали, и тоа е главна зверка овде, човек кој што толку години беше и министер и не знам што не беше градоначалник. Сега, пак ќе речам, значи тежината што ја дава State Department на Америка е огромна. Да. Немаат причина дали Стефче, дали Мерко, дали Артан, дали судијата и не знам што, не можам ни веќе имињата да му ги памтам, да ги става на црна листа. Америка си има огромни проблеми во светот, гледате што ни се случува геополитички, гледате војната во Украина, и по цел свет да ги реши овие сите проблеми. Сега Америка ќе се расправа со мене, со тебе или со некој Стефче или Мерко. Значи, пак ќе речам, МВР, јавното обвинителство, владата, да земе итно, еве и Силјановско, отко пред недела дена пишуваме и изборуваме на Фейсбук, може да видела, може да не видела и да нема што се појави. Да, ова е наводно, ова е значи да се провери, да се види и така натаму. Јас пак ќе речам, сите што се на црната листа, најверојатно се огрешени, бидејќи не те ставаат американците на црната листа. Имаат докази. Ако те ставаат на црната листа, немаат докази, самите ќе се страмат. Америка нема потреба да се страми во Македонија со некој си Стефче, Мерко, Саше, Мијалков, Камчев, со не знам уште некој, пак ќе кажам, толку ги има што јас веќе и не сакам ни да му ги памтам имињата. Значи мора да се оди напред, мора овие луѓе целосно да се испита, да се земат доказите, нека си соберат и од тука докази и кои се огреши во закона, а се огрешиле, верувај ми, се огрешиле од нив на разни начини, не е само ова што подкупувал Артан со судијата, суди за случаја на Мјалков и не знам кој. Штом човек се занимава да запамтиме, сите да запамтат со криминал, кој ќе почнеш со еден криминал, друг криминал, трет, еден недоволно, за да има повеќе криминали. И не за жал, за жал, ние сме зажалени затоа што 33 години имаме политичари и криминалци на власт, но ние сме уште повеќе зажалени што нив ги гласаме. И кој е тука најповеќе крив? Ние, народот. Трчаме, одиме, гласаме и не подлажуваат со некој работни места или не знам со некој ветување дека ние во иднина еве ќе ве вработиме или ќе унапредиме, не ти си се учител во некој училиште, не се секире ден ќе бидеш директор. Чиста лага, измама и тоа е тоа. Го спомнавте судијата од како мислам од како се појави тоа дека е на црната листа, човекот си зема неколку слободни денови и не се знае дали се уште во државата. Артан Груби го спомнавме. Што мислите вие лично за
Артем Груби како човек? Дали каков всушност политичар е Артем Груби? Јас нема што да мислам за Артан Груби, немам ни време да мислам за него, но само едно знам, дека човекот од еден обичен водач на таа надпреварувачка Шверцери. група, шверцери, балисти, не е битно како се вика, од таму израсна под водство, под закрило поточно на Али Ахмети, стана врвот на политиката. Значи, за мене тоа е несватливо, бидејќи кај нас, дали сме ние албанци, македонци, власти, турци и се занимаваме со политика, најквалитетните луѓе треба да одат напред. Но сигурно на Али Ахмети и како него луѓето, како Груевски, како Бранков, како Заев и така натаму, не му требаат квалитетни луѓе, не му требаат извршители. Што ќе му каже да биде доверлив човек и така натаму, така да нема мислење, освен има многу лошо мислење, поготово со ова ставајќи го на црната листа и порано мислев дека човекот не е добар, така да немаме корис од Артан Груби и имаме корис ние од квалитетни идни политичари кои што се ќе бидат пред се честни, имаат своји квалитети, имаат искуство во животот, работно и животно, и ќе извадат ова Македонија, ќе спасат од луѓе како Артан Груби и другите политичари и криминалци. Дали, например, препознавате во неговиот случај некаков сценарио за да биде она народната и волкот, сите овците на број? Што мислам? Мислам, например, дека таман да го осудат за влакно да им побегне. Како што се случи со Никола Груевски, па и со Васко Ковачевски сега. Васко Ковачевски е ситна риба. Васко Ковачевски да, е човек... ама зема многу пари. Што се 6,5 милиони евра, бе, човек? Да, ништо. Тие украдија милиарди, досега во овие 33 години како држава имат украден преку 30 милиарди евра. Слушајте, вас може би не требаше ни да побегне Васко. Неколку години ќе му дадо и ајде. Не, видите, ако сака ова држава и Васко и Груевски ќе го вратат. Не азил да му дадат, што сака да има методи како да се вратат овие криминалци. Васко е ситна риба и не би разговарал многу за него. Мислите дека не сака Груевски да го врати Македонија? Па нормално. Тоа е договор помеѓу СДС, ДПМН, ДУИ. Тие се договорија, тие го испратија, да не мислите вие во Гепек се криеше Груевски и така. Значи се тоа се знае како е, што е и таму Орбан председателот го чува верно, бидејќи Па убаво чува. Со тешки милиарди и човекот така и функционира, бидејќи кажеш што барат таа држава тебе да ти дава азил, бидејќи ние то судуваме на основа на дека имаме докази. А тој нормално политички азил побарал таму и ма нема врска тоа, туку да не се лажи народот, да ја слушни вестината, затоа изборуваме, дискутираме. По моје мислење, бидејќи јас не сум револтиран, но сум револтиран на властите, бидејќи 33 години не крадат, а се револтиран повеќе и на народот, јас сум дел од народот, се разбира, нас граѓаните, кои што слепо гласаме за исти луѓе 33 години. Па, видете се, ако ќе гласа за криминалци, што добиваш на власт криминалци. Тоа е просто и едноставно. Јас сакам малце да зборувам за нешто што ние како луѓе треба да се освестиме. 33 години не дриблаат, то се вика, не манипулираат, не лажат. Овие но дали е политички возможно структури. во името на Артем Груби да се случи нов Никола Груевски? Све е возможно во Македонија. Све е возможно. Бидејќи ние во Македонија немаме држава. Ние во Македонија имаме криминална држава. Ќе ти кажам зошто. Затоа што институциите ни се криминални. Кој го дозволи тоа? Политичарите што се на власт, тие се криминалци. Јас пак ќе кажам, треба во уставо и законите да се внеси термин политички криминалци, не мито, корупција, тоа е блага као форма и некој ќе речеш корупција и сам, тоа корупција е широк поим. Вие стално го говорите така. Па мора така, значи да се внеси и да се знае дека најопасна форма на криминал е политичкиот криминал, кој што стимулира, креира, поддржува стопански криминал, мито и корупција. Зборуваме за некоја си урбана мафија, каква урбана мафија, човече? Каква урбана мафија? Замислите, ние имаме влада,
Која бе урбана мафија? Замислите, ние сме градоначалници, со советници. И ако сме се честни, кој може да те изгради маркици, да зема, да ти прави, да ти го уништи Скопје, Битола, Тетово и кој било град? Па не гледате каква урбанизација се врши. Значи, ние сме криви што гласаме за овие криминалци. Пак ќе кажам, кога гласаш за криминалци, а ова е последица, затоа што ние ги поддржуваме. Тие секојаш има, затоа ги полната институциите со нивни вработени. Значи, вие кривицата гледате кај народот. Па во народот е кривицата, во нас е кривицата. Во која е кривицата? До кога ќе гласаме за овие криминалци? Па не гледате, ќе не уништат државата, ќе распарчат. Па луѓе, доволно е што досега 33 години ние заминавме, ни заминаа 200-300 илјади млади. Вие имате деца, ама немате како јас имам. Да си имате син или ќерка во Америка и да се честиташ на Viber и на оние или WhatsApp или не е битно. И ние се радуваме, вештачки се радуваме, ние, ова е порака до родителите. Ние како родители ја уништивме Македонија. Што дозволивме да гласаме за овие криминалци. Па овие не се ни војќе криминалци, не знам да беа монструми, па немаше вакво зло и толку да ја исплачкаат, да ја уништат и да ја разнебитуваат Македонија. Дали Артан Груби го прави она што го мисли Али Ахмети или мислите дека Али Ахмети таму го загубил далечинското? Дека дури можеби Артан Груби доскоро беше и посилен во партијата од Али Ахмети. Апропо оваа теза, слушнав овие денови теза дека можеби и Ахмети е вмешан во ова што му се случи моментално на Артан Груби, на црната листа на Америка. Толку ли е влијателен Али Ахмети во Америка баш сега ова да го направи? Видете. За да го трне Артан Груби. Не е ова порачка од Али Ахмети. Али Ахмети го контролира Артан Груби, но некојаш можда и не може да го контролира, бидејќи не можеш ти твоите членови, па и најблиските соработници да ги контролираш секогаш. Значи, Али Ахмети со самото тоа што дозволи да го креира Артан Груби е крив. Ако Али Ахмети беше на ниво политичар, ќе избереше некои други луѓе, многу почесни, многу поинтелигентни, за да бидат до него. Мојата приказна е следната. Не е моја да кажувам дали Али Ахмети е вмешан во ова или не. Сигурно, ако се бави со политика, јас пак ќе речам, ДУИ, СДС, ДПМН и другите ПЧС партии, сите се тие криминални пелдрти. Зошто се криминални? Па нон-стоп се краде, бе, луѓе. Нон-стоп произведуваат во елитата нивна политичари кои што е, конкретен случај со Артан Груби. Значи, луѓе кои што се ставени на црната листа за корупција, за да го му дозволат Сашо Мјалков да не биде, се разбира, осуден, и одат прават притисок на судите. Тука колку пари, кој плаќал, шо прави, тоа е допрва треба да се открива. Можда американците на црната листа имаат тие докази, тоа треба јавното обвинителство. Јас не сум јавно обвинителство, јас сум председател на демократи и јас сум еден обичен граѓанин кој се бори за доброто на Македонија. Се бори за спас на Македонија, се бори за доброто на сите граѓани во Македонија. Нема кај мене тука нација, вера, религија. Има луѓе и нелуѓе. И толку е. И така да Али Ахмети само си знае колку е инволвиран во ова, но и американците ќе дознат или знаат веќе, еден ден се ќе излези на виделина. Криминало не се исплаќа. Овие си помислија, овој народ, видите, не гласа нас, после толку пати крадење, плачкање, уништување на нивните животи, на економијата, здравството, образованието, животната средина. Замислете, ние продолжуваме упорно да ги носиме на власт овие партии. Па тоа е трагедија, затоа јас велам дека граѓаните, гласачите, народо е крив и тие дома што седат, што не излегуваат да гласат и цело време што викат нема за кој да гласам. Има за кој да се гласа. Има, тука се демократи, кои се честни, поштени, со работни животно искуство и кои што сака добро за сите нас да направат. Има, само некој не сака да види. Значи, ако не одиш на гласање, си крив.
Но ако одиш да гласаш и гласаш за погрешни и повторно гласаш за истите, тогаш си соучесник, се разбира, во уништување на нашата убава Македонија. Дали конечно во Македонија се најде влада која престана да им удоволува на бугарите? Што мислите вие околу се ова? И дали бугарските барања впрочем имаат крај? Видете, во Македонија